Во тек е уписот за прием на деца во детските градинки, но младите родители се соочуваат со проблем за упис во градинка и неретко за нивните деца за да бидат згрижени, чекаат и по една година. Проблемот се јавува поради недоволниот број градинки или нивните мали капацитети. Тој може да биде надминат со проширување на постојните капацитети, но и изградба на нови. На територија на Скопје функционираат 17 јавни установи за деца, а листи на чекање има во речиси сите општини. Од општина Кисела Вода на листа на чекање се речиси 900 деца. Има две јавни детски градинки, Весели Цветови и 8 март, со по 6 објекти. Во Весели Цветови се згрижени 1070 деца, а бројот на листа на кои чекаат да се запишат е 268. Во градинката 8 март вкупно се запишани 1194 деца, а на листа на чекање се 599 деца, информираат од општина Кисела Вода. Освен листите на чекање, групите во градинките се многубројни и капацитетот и нормативот е надминат за 50%. Во рамките на својата програма предвидено е општината да изгради нови објекти за градинки. Во општина Аеродром велат дека има 40 деца на листа на чекање, а на нејзина територија функционираат две градинки со по 5 или 6 клона. Од општината информираат дека во градинката Срничка моментално нема листи на чекање, додека во Буба Мара во моментов има 40 деца на листа на чекање. Во оваа општина предвидено е да се изградат нови градинки, бидејќи општина Аеродром е млада населба со голем број на брачни парови. Родителите велат дека голем број од нив поднесуваат документи уште кога мајките се на породилно отсуство. Загрижувачка е состојбата со листа на чекање и во општина Газибаба. Градоначалникот Борис Георгиевски за Прва Скопска информираше дека наскоро ќе започне изградбата на нови и проширување на постојните капацитети. Од објективните причини би можел да кажам дека општина Газибаба располага со капацитет да ги приме дечињата кои што се во рамките на својата општина. За илустрација, во градинката Морковче, кој што е со капацитет од 75 дечиња, половина од нив од 0 до 3 години се од општините Петровец и Линден, каде што немаат услови и од тие причини нивните дечиња се веќе на територија на општина Газибаба и се сместени. Како пример, истото тоа се и во другите детски градини, каде што капацитетот на соседните наши општини не се во можност да го направиме. Во моментот листата некаде преку 400. Општина Газибаба во план во ова година има зацртано, значи доградба на нова комплетирана уште една воспитална во градинката во Морковче, дневниот центар кој што е во Железарак со капацитет од 75 дечиња да го природи во нов дневен центар со тоа што веќе ќе имаме оспособени простори за плюс 75 и новата градинка во Стајковци кој што ја науваме во изградба и планираме во рамките на ова година да ја завршиме и ако се биде во ред, значи некаде наредната година ќе биде во полн капацитет и она за сместување на дечињата. Паралелно со овие три градини кои што ги најавивме, во план е градинка кој што треба да се направи во Трубарево, во опожарениот дом на пензионерите. Дополнително имаме во план во селото Сингелич, во делот на старото училиште, во Кераминица и со тоа мислам дека ќе комплетираме бројка некаде преку 400, каде што е во момент ние бројката кој што ни е потребно за да имаме буквално да речам комплетно решавање и изгрижување на децата во градинките. На територија на општина Бутел функционира градинката 11 октомври со 6 клона, каде се запишани околу 980 дечиња. Директорката Луција Кировска-Стефановска не информираше дека овде нема листи на чекање. Во овој момент ги опфаќаме сите деца кои што имале барање за упис во градинка. Листа на чекање немаме, но затоа уписот е во тек и голем е бројот на децата кои што ќе се запишат во градинка. Во план на општината Бутел е проширување на капацитетите на градинката со отварање на друг уште еден објект, бидејќи со зголемувањето на наталитетот на оваа територија, потребата за згрижување на децата е се поголема.
Во општина Карпош функционираат 10 градинки со згрижени 1994 деца, а листа на чекање нема, велат од општина Карпош. Во тек е изградба на нова детска градинка во населеното место Бардовци, а се гради и нов објект, доградба во Тафталиџе 2, придружен на матичниот објект Мајски цвет, а до година ќе се гради комплетно нова градинка во Тафталиџе 1. Со најавените изградби на нови и проширување на постоечките капацитети, да се надеваме дека ќе се надминат долгометражните листи на чекање, бидејќи од голема важност е детето да посетува градинка. Со тоа се зголемува неговата социјализација и надградбата на психофизичкиот развој.